Исусовите 7 искажани зборови јас сум. Исус рече: Јас сум лебот на животот. Ова е запишано во Евангелието според Јован, 6 глава, 35 стих. Кога Исус зборува Јас сум лебот на животот, тој сака да каже дека тоа е смислата на животот. Кога Исус ги кажува зборовите Јас сум, тој со тоа ја истакнува неговата Божја природа. Бог на човештвото му се откри како оној кој е вечно постоечки Бог. Досега во историјата никој не рекол Јас сум животот или Јас сум вистината. Сите зборувале дека го црпат животот од некаде. Сите зборувале дека ја зборуваат вистината која е релативна или ја наследиле од некого, од нивните предци. Исусовите зборови се единствени и потврдени во историјата. Јас сум лебот, лебот на животот. Многу луѓе се обидувале и се уште се обидуваат да му дадат смисла и вредност на животот, врз основа на нивните сваќања и гледишта. Човечките размислувања секогаш ја промашуваат целта, кога не се инспирирани од вистината. За некого животот не е ништо друго освен бајка која ќе помине во неповрат. Например, за Марија Ринехарт животот е малку работа, малку спиење, малку љубов и доаѓа смртта. За Едмунд Кук животот е како шуплив меур. За Волтер животот е ние никогаш не живееме, туку сме во исчекување на животот. За Шекспир животот е сенка што се движи. За Кембел животот е извалкан ходник, затворен од двете страни. За Риварол животот е спомени од минатото, жалење во сегашноста и страф од иднината. Сите овие изјави не отсликуваат вистинската слика за животот. Апостол Павле за животот рекол: За мене животот е Христос. Ова е запишено во Филипјаните 1 глава 21 стих. Зборовите на Павле имаат полна смисла бидејќи тој не го гледа животот од аспект на своето субјективно гледиште, туку врз основа на Божјата објава која зборува Јас сум лебот на животот. Зошто Исус рекол Јас сум лебот на животот? Лебот е основа за живење. Без него нема живот. Исус со овие зборови ја нагласува духовната вистина за животот. Како што не може без леб да се живее на земјата, така и душата не може да живее без духовна храна. Човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор кој произлегува од Божјата уста. Тоа го рекол Господ Исус Христос во Евангелието според Матеј 4 глава 4 стих. Ако беше нашиот живот безцелен, тогаш не ќе имавме потреба од осмислување и барање за постоење на смисла. Ќе немаше во нас длабок копнеш за живење. Ќе се помирувавме со сите ситуации. Моралот и етиката немаше да играат важна улога за оформување на вистинскиот живот. Бог кој е дародавецот на животот ни вградил силен копнеш и жет за живење. Животот се наоѓа во него. Ако не сме со него, нашиот живот е пуст и безцелен. И затоа на луѓето им доаѓаат погрешни инспирации во однос на животот, затоа што живеат далеко од Исус. Исус е лебот. За да живееш треба да јадеш од него. Храната што тој ја дава е неговото вечно слово. Кога се храниш од него, ти ја храниш душата. Кога душата е нахранета, таа е задоволна и смирена. Животот е многу повеќе од јадење и пиење, забави, авантури, идеи и мисли. Евангелистот Јован рекол: Она што беше од почетокот, што го чувме, што го видовме со своите очи, што го наблюдувавме и што го допреа нашите раце за словото на животот. И животот се јави. Животот што се јави е Господ Исус Христос. Тој го одржува материјалниот и духовниот живот.
Тој што верува во Исус ја има смислата на животот и никогаш нема да ја почувствува празнината. Потоа Исус вели дека тој е светлината. Јас сум светлината на светот. Евангелие според Јован, 8 глава, 12 стих. Тука Исус зборува за сигурност. По природен пат знаеме колку е пријатна физичката светлина за нашите очи. На секој човек темнината му смета, но во сферата на духовниот свет, на луѓето повеќе им омиле темнината отколку светлината. Затоа Исус сака да ги насочи луѓето кон вистинската светлина, за да можат луѓето да ја засакаат светлината. Зошто Исус рекол, јас сум светлината на светот? Во тоа време, кога Исус ги изговорил овие зборови, евреите имале празник. Празникот имал многу обреди, со многу светилки. Сите овие обреди без Исус немаат вредност. Тој ги насочува луѓето спрема себе. Христос ги исполнува сите духовни вистини што самите обреди насочувале. Светилниците се палеле на почетокот на празникот Сеници. Исус на многу впечатлив начин на луѓето им го свртува вниманието не кон обредите, туку кон него, лично кон личноста негова. Во Стариот и Новиот Завет, светлината го зазема главното место во Божјата објава. Во шаторот на средбата имало поставено светилник од чисто злато. Тој светилник имал многу символични представи. На местото каде што стоел светилникот, немало никаков прозорец. Единствената светлина доаѓала од светилникот. Овој светилник го представува Господ Исус Христос. Како што светилникот бил единственото светило во шаторот, така и Исус е единствената светлина на овој свет. За Исус се вели дека е светилникот во небото. И на градот, небесниот Ерусалим, не му е потребно сонцето, ниту месечината, за да му светат, зашто Божјата слава го осветлува, а јагнето му е светилник. Ова е запишено во Откровение 21 глава, 23 стих. Во морална и етичка категорија, светилото ги представува Божјата добрина, Божјата љубов, чистота, живот и светост. Темнината представува зло, сатаната, пеколот, омразата, гревот и смртта. Ако живееме во светлина, нема да ги твориме делата на темнината. Така учи Библијата. Тој што верува во Исус нема никогаш да оди во безнадежноста на духовната темнина. Потоа Исус вели дека тој е вистината. Јас сум вистината. Тука Исус зборува за среќа. Вистината е една. Филозофите вистината секогаш ја опишувале како релативна. Релативизмот учи дека сите сознанија и сите вредности имаат привремен карактер. Нема објективно сознавање, велат тие. Со ваквото учење се негира фактот дека Бог е објективна вистина во секое време и за вечноста. Други пак, занесени во својата филозофија, отидоа толку далеку, што светот и целокупното постоење ги прогласија за фантазија на умот и некоја невистинска слика во умот. Но, како и да филозофираат луѓето, Исус рече дека тој е вистината, апсолутна, неменлива и вечна. Големите водачи и идеолози никогаш не рекле јас сум. Тие секогаш се повикуваат на некого или ги повторуваат идеите на предците. За разлика од нив, Исус со власт и авторитет зборуваше дека ја има вистината и дека таа вистина е лично тој. Кога христијаните веруваат во Исус, всушност веруваат во вистината. Среќен човек е само оној кој ја знае вистината. Најголемата казна за човекот е ако живее во заблуда, без да ја познава вистината. На сите оние што веруваат во Исус, им рече: ако останете во моето слово,
На вистина сте мои ученици и ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Луѓето можат да практикуваат секакви обреди и да се повикуваат на своите религиозни водачи, татковци и движења, но доколку некој не ја познава вистината, неговата религиозност не може да му помогне за спас на неговата душа. Бог во Библијата се открива како вистинит Бог, кој не лаже. Тој досега никого не го излажал. Сите негови ветувања ги исполнил и ги исполнува, затоа што неговата природа е вистините и праведна. Кога знаеме и веруваме во таков Бог, ние христијаните сме посебно радосни и сигурни во неговите ветувања кон нас. Тој што верува во Исус нема никогаш да ја изгуби цврстината под своите нозе. Потоа Исус вели дека тој е патот. Јас сум патот. Евангелие според Јован, 14 глава, 6 стих. Тука Исус зборува за правец. Денес се рекламираат секакви патишта. И тоа многу опасни, многу страшни, заблудни, кои можат на човекот да му наштетат. Има толку многу патишта, што човекот се прашува кој е вистинскиот. Сите религиозни водачи се убедени дека нивните патишта водат во рајот, но дали е навистина така? Библијата предупредува. Има пат кој на човекот му се чини прав, но крајот води во смрт. Некои се убедени дека нивниот пат е толку сигурен што на крајот ќе бидат наградени од Бог. Не се обидуваат да се преиспитат. Дали одат по патот? Првите верници пред да ги наречат христијани во Антиохија, ги нарекувале патот. Така ги нарекувале бидејќи го следеле Исус кој е патот. Многу луѓе го избираат патот на богатството, на раскошот, на овој свет. Меѓутоа, нивниот крај без Бог води во смрт. Патот што води во живот е Господ Исус Христос. Кој оди по тој пат нема никогаш да се сопне. Тој е проверен и испитан. По него оделе многу во минатото и денес. А ти, по кој пат одиш? Тој што верува во Исус нема никогаш да заскита по патишта на заблуда. Нека Господ Бог ни помогне, почитувани слушатели, да сватиме дека тој е вратата, тој е воскресението, тој е патот, тој е животот, тој е лебот, тој е се. И затоа не е чудо што апостол Павле рекол: за мене животот е Христос. Нему слава во сите векови. Амин.